Кружниот тек кај Башино село ќе се гради идната година. Вакво ветување вчера даде министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој заедно со премиерот Никола Груевски го посетија Башино село. Локалните власти веќе се во преговори со министерството, но засега нема утврдено временски рок кога ќе почне изградбата на кружниот тек. Заедно со министерот уште се договориме да подготвиме таа работа. Уште министерот пари да е, добро. Министерот ќе даде пари. Зборевме 2016 да го направиме. Да. Ова не ни е ветено. Не е ветено, меѓутоа е неопходно. Зборевме и со Илија Димовски со градоначалникот, ќе го направиме. Ние ќе го Не направиме. можам да ви кажам кога. Ние ќе го осветлиме. Ние сакавме оваа година да го направиме, но не успеа. А проект имаме готов, може одма да. А не е ветено. Не е ветено. Не. Добро. Меѓутоа е потреба во моментов ради местото. При посетата на Башино село, жителите го отворија и прашањето кога ова населено место ќе добие повеќе наменско игралиште. Според ветувањето на првиот човек на Агенцијата за млади и спорт, теренот треба да почне да се гради во првата половина на идната година. Председателе, во програмата е на Агенцијата за млади и спорт последното, третото ќе го лоцираме од дека. На почетокот на 2016. Како може Јануари. почетокот тендер не отворен? Не, мини тендери имаме, рамковна спогодба имаме, мини тендери до крајот на годината ќе завршат процедурите. Некако има фелки огради. Ќе гледаме да започнеме за искупни. Не, ќе започнеме. Дефинитивно. Знаете зашто, председател? За искупни во јануари да провериме дали ќе започнат. Може и порано. На 31 кажа. На 31. На 31 јануари да екипа да провериме. Само даеме време. Приоритетниот е тоа. Добро, ќе видиме дали ви е приоритет. Океј. Тоа е. Добро, во секој случај ако не е јануари, тука февруар, март треба да почне. Секако. Премиерот Никола Груевски на средбата со жителите во Башино село разговараше и за новата викенд населба која ќе се гради покрај езерото Младост. На дел од жителите уште во комунизмот им било одземено земјиште, па сега сакаат да имаат предност при купување на парцелите. Сега ние сакаме преку општината, ако може, тие што им е одземено, да ги повикаат во општината, кои се тие луѓе, да им дадат барем по 500 квадрата место за по најниска цена. Нема законско право така да. Нема така. Не е смеам така. Ние имаме како ќе оди со почетна цена 1 евро? Значи имаме во моментов имаме повик објавено за 17 парцели за втората. Со надавање. Со надавање мора да биде да не биде со надавање. Колку голем интерес има? Па за сега е добар интересот. Значи имаме 43 парцели таму, 17 во првиот повик објавивме, почетна цена е 5 евра, бидејќи е компатибилно и со деловен простор на долниот спрат, затоа е околу 290 сега, точно не можам да кажам. Со деловен простор, кој ќе прави деловен простор на таму? Има многу куќи. Секоја деловен има? Да, има куќи и дуќанчиња. Или вие за да качите малце почетната? Тоа е сега тактика валкутска. Не, на времето, ама не за сите. Им земале. Да, значи првата линија што сте има интерес, премиерот. Има интерес. Ако има интерес, ќе си порасна цената само по себе. Не треба да внесувате деловен простор на сите куќи што покрај земјата. Не на сите. Што ќе бидат викендици, сега ќе ги правите фирми. Инаку премиерот Никола Груевски вчера во употреба го предаде и водоводниот систем во селото Црквино. Нов лик добива железничката станица во Велес. Руинираните простории целосно се реконструираат. Заменети се вратите и прозорците, поставена е нова електрична инсталација, се обновува чекалната. Според најавите на надлежните, реконструираната железничка станица ќе се пушти во употреба идниот месец. Кога треба да е готова? Прилика до нова година треба да знаеш. Ефективно работа, све отворено. Ужас беше. Не може поголем. Аутентично И тоа е добар збор ужас. Ужас, тешко. Нема. Сега, до нова година ќе готова. Јас зборев се изводувачме вече на нова година. Освен во Велес ќе се реконструираат уште 9 објекти, станиците во Чашка, Богомила, Прилеп, Битола. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски вели дека обновата на станиците се прави по цели 40 години. Освен железничките станици се реконструираат и пероните. Тие сега се повисоки за 30 сантиметри. Инаку паралелно со реконструкцијата на железничките станици се обновува и возниот парк на железницата. Вчера за прв пат се обраќаше првата електромоторна композиција. Меѓу патниците беше и премиерот Никола Груевски. Имав задоволство да бидам еден од првите заедно со поголем број на граѓани кои што го пробавме, се возевме во овој воз и навистина
Можам да кажам дека возењето е многу поудобно, многу подобра амортизација и граѓаните ќе имаат можност да видат една сериозна разлика од тоа што досега беше од набавените возови пред 40 години и сегашните кои што ги набави владата. Обновата на железничкиот сообраќај се финансира со пари од Европската банка за развој. До сега се инвестирани околу 600 милиони евра. Цените на бензините и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поскапуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивото останува иста. Така одлучи Регулаторната комисија за енергетика на својата редовна седница. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати. Новата цена на Евросупер од 95 сега ќе изнесува 62,50 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 64, а екстра лесното масло за домаќинство за 38,50 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот останува непромената, односно 49,50 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за 0,52 денари за килограм се намалува малопродажната цена на мазутот М1 и сега ќе изнесува 20,78 денари за килограм. Овие цени стапуваат на сила на полноќ и ќе траат во наредните 2 недели. Кривични пријави за продажба на дрога заработија двајца велешани. Во нивните домови пронајдена е марихуана и хероин. Според информациите објавени на интернет страницата на Министерството за внатрешни работи, осомничени за продажба наркотични дроги се 27 годишниот ГС и 8 години постариот КП. Велешката полиција подолго време ги следела дилерите. Откако биле собрани потребните информации, одлучила да ги претресе нивните домови. Кај 35 годишниот велешанец полицијата пронашла околу 2 грама хероин. Кај 27 годишникот е пронеден еден корен од растенијето канабис. Пронедената дрога е одземена, а против дилерите поднесени се кривични пријави. Полицијата ги сомничи за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Според казнениот законник, за ова дело е предвидена затворска казна од 3 до 10 години. Намалување на казната има ако се работи за помала количина пронајдена дрога. Во таков случај, сторителот може да се казни со затвор од 6 месеци до 3 години. Предадени во употреба првите тениски терени во Велес, одсега граѓаните и спортистите ќе имаат каде да тренираат, играат надпревари или рекреативно да го практикуваат овој спорт. Нека е со среќа пуштањето во употреба на овие нови тениски терени. Нека на него растат нови таленти, нови генерации на тенисери, дел од нив да ги бранат и боите на македонската репрезентација, но и многу рекреативци, и помлади, и повозрасни, кои се надевам редовно ќе го користат овие тениски игралишта. Отворањето на тениските терени е дел од проектот на владата за изградба на 120 вакви објекти низ целата држава. Имаат тврда подлога и ги исполнуваат стандардите на Меѓународната тениска федерација. Терените се изградени по стандардите на Меѓународната тениска асоциација со сертифицирана акрилна подлога, а се опремени со рефлектори за игра и во доцните вечерни часови. Оградени се со транспарентна челична ограда со висина од 3,5 метри, а околу игралиштата изградени се патеки од бехатон плочки. За нивната изведба од буџетот на Агенцијата за млади и спорт се издвоени 11,8 милиони денари. До сега велешени кои се дел од тенискиот клуб Борец или рекреативците немаа можност да играат во вакви услови. Напротив, работеа на импровизирани игралишта кои не се според стандардите. За граѓаните на Велес ова е од огромно значење. Изградените тениски игралишта представуваат уште еден чекор во спортскиот развој на градот. Искрено се надевам дека токму од овие терени ќе произлезат тениски звезди, на чии успеси ќе се гордеат не само велешани, туку и сите во Македонија. Првите тениски терени во Велес ќе го носат името на Андон Ќосето. Нов пораз за ракометарите на Борец. Во рамките на 9-тото коло на Суперлигата, тие загубија на гостувањето во Битола против Пелистер со 25:20. Домашните го решија надпреварот во своја корист во првото полувреме, направија предност од неколку погодоци, која по 30 минути беше 4 гола, 13:9.
Во вториот дел само ја одржуваа предноста. Играчите на Борец пробаа да намалат, но немаа успех. На крајот загубија со 5 голови разлика. Ова е 6ти пораз за Борец во сезоната и 6ти во низа, која веќе трае повеќе од 1 месец. Првенството за Велешани продолжува со уште едно тешко гостување. Во среда го играат за останатиот надпревар против екипата на Металург, која е лидер во првенството, па бодови многу тешко може да се очекуваат.